Ќе почнем со нешто што беше анегдота која што се случи во периодот на предизборните активности во Соединените американски држави пред последните претседателски избори. Значи, актуелниот државен секретар Хилари Клинтон, борејќи се за претседателската номинација во рамките на Демократската партија на Соединените американски држави, на еден митинг даде ваква изјава: после секој Буш во Америка мора да дојде по еден Клинтон да го исчисти ѓубрето и да ги реконструира рушевините. Зашто го споменувам? Затоа што мислам дека постои една директна аналогија која што можеме да ја примениме, а тоа е дека навистина после секое владење на ВМРО-ДПМН, СДСМ или идната власт на СДСМ се соочува со една огромна одговорност да ја врати државата во нормала, да ја врати државата на еден нормален колосек. Едно мало подсетување: во 2002 година тогашната власт на Социјалдемократскиот сојуз, односно влада, затекна држава презадолжена кон странство, со никаков меѓународен углед, со стопени девизни резерви, со огромен буџетски дефицит, долгови на сите страни, после конфликт на Македонија, во која што на 1/3 од територијата од Македонија воопшто не можеше да се практицира државната власт. Не можеше да влезе ни полицаец, а камоли да влезе инкасатор или некој друг инспектор или слично. Значи, затекнавме катастрофална ситуација која што моравме вод да ја решаваме, како што реков премалку, да ја враќаме државата на некаков нормален колосек, за да дојдеме до тоа во 2005 веќе да станеме земја кандидат за членство во Европската унија. Сега се плашам дека ситуацијата може да биде дури и полоша од она во 2002 година, во сите сфери, не само на економско-социјален план. Гледаме дека меѓуетничките односи се влошуваат, меѓународната позиција на Македонија е катастрофално ниска, евроатлантските интеграции се целосно блокирани. Ова не го кажувам за да било кој се уплаши и не го кажувам за да се намали нашата решеност. Го кажувам само за да однапред знаеме дека нашата одговорност овој пат ќе биде многу поголема и затоа за неја треба од сега да се подготвуваме. Не после победата на изборите, не непосредно пред изборите, подготовките на програмски, на кадровски, на мотивационен план Социјалдемократскиот сојуз треба и мора да ги почне веднаш, сега.